Govoram. Dobro večer, poštovani prijatelji. Dobro večer, Makedonci. Dobro večer na sите koji što ste večerva tuka. Blagovaram što već 20 dena sme po makedonskите ulici, po makedonskите gradови iz cela da kažeme ne na nacionalno predavstvo, da kažeme ne na obezličувањето на македонскиот народ. И бидете горди, еден прв мал чекор е направен. Зоран Заев и неговата предавничка екипа беа спремни уште минатата недела да ја распарчат Македонија. Беа спремни уште минатата недела да капитулираат и да подпишат нешто што македонец не би ни помислил. Заради вас, заради сите кои што излегувате на улиците, на македонските градови и села, таков подпис гледате дека нема, се уплашија од народот, се уплашија од македонскиот народ. Благодарам да продолжиме да сме обединети, да сме цврсти и заеднички, да избиеме оваа битка. Затоа што ова е само почетокот. Ќе се обидат пак за една недела, за 2 недели, за 1 месец, или како што Заев вели, после изборите во Бугарија, кои што се во месец март, ќе се обидат пак. И затоа треба да сме цврсти, обединети и сплотени, да не има секаде, да го шириме овој дух и оваа енергија, да ја чуе секој еден кој што сака да не слушне, да допреме до секого, да го извадиме македонското од сите наши граѓани, заеднички да си одбраниме државата. Затоа што, како што рекол славниот водач на Илинденското востание, човекот радо виден по европските дворови, човекот кој што на ВМРО му помогна да има интернационална признатост и познатост, Борис Сарафов, во едно свое познато интервју. Ние не сме ни грци, ни бугари, ни срби, ами просто македонци. И затоа треба тој аманет од Борис Сарафов 120 години подоцна заеднички да го одбраниме. Македонија, за жал, утре со Зоран Заев и со најнеспособната влада во историјата на Македонија, а за најпредавничката сте сите свесни, ќе го добие кој знае по кој ред во наводници датумот за почеток на преговори. Односно, за жал, Македонија и утре нема да добие датум за почеток на преговори со Зоран Заев. Ако имаат малце доблест и ако имаат малце достоинство, утре треба да поднесат оставка сите од прв до последен, цела влада на чело со Зоран Заев, затоа што 4 години го лажат македонскиот народ. Оставка! 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 И да сме најасно, точно е дека има голема вина за ова што се случува во непринципијалните барања на нашиот источен сосед Бугарија. Ама точни се и уште две работи. Првата е, кога сте спремен да ја платите секоја цена, ја плаќате највисоката цена. Видоа нашите соседи дека Зоран Заев е спремен да ја плати секоја цена и решија да добија нешто што нивните претходници политичари не ни го сонувале. Решија да добија нешто што е повеќе од 150 годишна битка на овие простори. И тука апсолутно одговорноста е кај Зоран Заев, Никола Димитров, Радмила Штилинска и останатата екипа со нив. И втората работа, Македонија не почна и не почнува преговори со Европската Унија, затоа што во Македонија цветаат криминалот и корупцијата. Да се вратиме неколку години наназад. Во 2017 година Европската Унија побара реформи со цел во јуни 2018 година да се почнат преговори за членство. Познатиот фамозен план 369.
Според оценките на Зоран Заев и неговата екипа, значи сами се оценуваја, во реализираани пола, само 42%. Дојде јуни 2018 година. Европската Унија рече ви даваме уште година дена и ви поставуваме 3 услови. Реформа на јавната администрација, реформа на безбедносните служби и битка со организираниот криминал и корупција. Дојде јуни 2019 година. Рано имаше од реформа на јавна администрација, безбедносните служби заради активното учество на ВМРО ДПМН исклучително добри закони се донесоа во собрание, ама имплементацијата е катастрофа, а подносна борба со криминал и корупција, во таа година им се случи најголемата корупцијска афера во Македонија, ташната Луи Витон 100 милион евра, односно познатата афера Рекет. И тогаш Европската Унија рече, ви даваме уште неколку месеци до октомври да ги поправите работите. Во октомври повторно истата слика, почнаа да излегуваат нови детали од Рекет, се виде дека Зоран Заев е кап од и тути капи на таа организирана шема, дека не е рекетиран еден бизнисмен, рекетирани се повеќе бизнисмени, изрекетирани се над 20 милиони евра, за ова сме со Заев на суд и ќе се видиме со докази, и во октомври месец Европската Унија повторно рече не. И дури потоа настапи заедничката позиција на Бугарското народно собрание. Така што да не ја лажат јавноста. Вината е исклучително кај нив, затоа што не беа спремни да прават реформи, затоа што не беа спремни да се изборат со криминалот и корупцијата, затоа што тие се срцето, тие се врвот на криминалот и корупцијата во Македонија, и затоа оставка веднаш, за да не е предосна, оставка заради овај ваш глас. Продолжуваме по македонските улици и села, по македонските градови и села, продолжуваме заедно по площадите, се додека не поднесат оставка. Оставка е единствено решение за оваа криза која што ја запати Македонија. Да сте здрави и живи, да ни живее Македонија и заеднички да издржиме во оваа битка. Благодарам многу.